Граѓаните на општина Кратово денеска достоинствено го одбележаа 24 февруари својот патрон и заштитник на градот Кратово Свети Ѓурги Кратовски. Свечената церемонија започна во раните утренски часови во соборниот храм Свети Ѓурги Кратовски. Продолжи на градскиот плоштад Павел Шатев, каде се делеше славскиот колач, се осветуваше водата за сите верници. Исто така се одржа богата културно-уметничка програма. Свој настап има Културното уметничко друштво Ифрам Каранов од општина Кратово и Културното уметничко друштво Тодор Јанев, Чашка. Да го проследиме прилогот. Како секоја така и оваа година, градот Кратово го одбележа 24 февруари својот патрон и заштитник Свети Ѓурги Кратовски, кој на овој ден во 1515 година бил мачен, потоа и запален на само 18 годишна возраст. Во утренските часови во црковниот храм Свети Ѓурги Кратовски започна чествувањето со света божествена литургија од страна на митрополитот Кумановско-Осоговски господин доктор Јосиф, заедно со свештенството од Македонската православна црква Охридска архиепископија. И ете како резултат на сеќавањето на неговото страдание, на неговата маченичка смрт, ние денес се наоѓаме во овој свет храм. Запрашуваме дали да се вратиме назад на патот кој не води кон нашиот дом, кон нашиот небесен Отец, кон Царството Небесно, или пак да продолжиме да тонеме во бездната и мракот. И тогаш, кога мислиме дека за нас е крајот, да направиме еден нов почеток во нашиот живот. Со страх Божје вера и љубов пристапете. На градскиот плоштад Павел Шатев традиционално како секоја година се кршеше славскиот колач и се осветуваше водата за сите верници. Упорно и со голема вера и силно трпение да правиме се што е во наша можност за да живее Кратово. А можеме многу да направиме. Ако Свети Ѓорѓи Кратовски можеше животот да го положи во одбрана на верата и достоинството на секој кратовец, од нас се бара многу помалку. Ние не треба да ги положиме животите, туку целиот наш живот треба да го вложиме во Кратово и во верата наша православна. А ќе се вложиме во Кратово и во верата, ако го следиме примерот на Свети Ѓорѓи и ако го чуваме родното огниште. Затоа, драги браќа и сестри, да се молиме Господ по молитвите на Свети Ѓорѓи Кратовски да ни дарува духовни сили, да можеме да ги победиме сите искушенија за наше спасение и за вечен опстој на Кратово. На крајот уште еднаш дозволете ми од името на сите поканети гости да заблагодарам на градоначалникот, господинот Љупчо Војаджиев, што еве денес сме заедно славиме и се радуваме на празникот во чест на заштитникот на Кратово, светиот маченик Ѓорги. Нека ни е честит и за многу години овој ден. Велико маченик Ѓорги, прими ја сеќа дела жртвовот на небесен жртвеник, во името на Отецот, Амин. И Синот, Амин. И Светиот Дух. Амин. Амин. Святи Мученици, иже добре страдалчествоваше и венчаше ся, молите сяко Господу, помиловати. За да
слезе над оваа вода очистително действие на предвечната Божествена Троица да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде оваа вода исцелителна за душите и телата и изгонителна за секакви нечисти сили, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да го испрати Господ Бог благословението Јорданово и да ја освети оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Градоначалникот на Кратово Љупчо Бојаджиев посебно му се заблагодари на нашиот сограѓанин Зоране Статиевски, кој рачно изработи уметничко дело со ликот на Свети Ѓурги Гратовски. Поштуваме традиција на 24. Свети Ѓорги Гратовски. Дојдуваме од Куманово. Јас сум представник и водич на луѓе од Куманово. Имам дојдено со 2 автобуса. Денеска е голема свеченост не во Кратово, него во Македонија, што ја поштуваме и прославуваме православниот календар. Голема благодарност према Кратово и вечно да го славиме денешниот ден. Како ви се допадна организацијата на денешниот празник? Добре. И времето послужи, и цер беше ладно. Да. Добре. Присуствувате ли на претходните два настани кои што исто беа во пресретна? Да, јас сум овде од Кратово. Да. Присуствуваме, да, добре. Па оно беше Тодорица едно време, так се збира сак на Свети Ѓорѓе, како отворија ставно е Свети Ѓорѓе и добро е. Значи народ има посете, доаѓаат доста. Посебно на овој празник. Да, доаѓаат, да. Тоа е. Убаво, деца, убаво беше. Свој настап има играурците Културно-уметничко друштво Ифрам Каранов Кратово и Културното уметничко друштво Тодор Јанев Чашка. По повод Свети Ѓурги Гратовски и претходните денови се одржа изложба на фотографии по трагите на Свети Кирил и Методи, а за најмладата популација гостуваше театарот за деца и младенци Скопје со представата за деца Лакомата Меца. На градскиот плоштад пак се одржа музички хепенинг. На забавниот спектакл настапија Александра Јанева, Фидбек и групата Девојките The Chicks.